Добар ден, драги ученици. Денеска на овој час ќе покажеме вежби со детска топка, која што може да имате во било кое време во домот. Значи, не мора да е некоја специјална намената за одреден спорт, битно да е некоја мала, лесна топка, која што нема да има некоја поголема тежина или тврдост за да ви пречи во вашето вежбање, или пак доколку немате топка, може да биде балон како алтернативно средство, а може да биде и некоја, да земете, ако немате ни балонче, да земете некоја хартија, од весник, од блокче, од тетрадка, да стуткате и да имате некоја мала форма на топка, каде што убаво ќе стуткате, каде што ќе може да ги изведете овие вежби за загревање со топка, за истегнување со топка, вежби за малку моторички способности во однос на координација и манипулативни вештини на рацете и на нозете со топка. Започнуваме со вежби за загревање во место, малку да ја почувствуваме во топка и да почувствуваме сега да даваме вака малку вртење на топка околу глава во една насока 10 крупчиња, па во друга насока уште една 10 крупчиња, 7-8 за почеток во прв час, остегнете можете и повеќе, каде што ќе ги загреваме малку раците и рамениците, главата, нормално вратот, но и ќе пробаме сега да немаме толку трчење во место, да речеме за да не правиме некоја бучавост во домот. Почнуваме со лесни потврдање на топка од една во друга рака, но и правиме малку почнување на една и на друга нога, од лева на десна, од десна на лева, каде што со рацете во предрачување згрчено, потврдаме со дланка нагоре и преку прсти изфрламе топката, за да добие некоја ротација. Ово може да го направиме и над рамениците, но ги отвараме дланките обратно. Прстите се сега кон главата, свртени и туркаме со тој дел, можеме и како камшиче, за да почувствуваме дека сите делови на шаката работиме, а можеме малку и така само од зглоб на рамо и лакти сврламе, додека шаката е фиксирана и не ја ротира топката. Малку подзагреваме во раменскиот појас, но малку и правиме вештина со раце и со прсти. Овдека можеме сега да пробаме од како терезија, како вага, да ја потврдаме топката преку глава, нормално да не напречиме горе многу високо на асијалица, светло, лустер, плафон или што и да е, и да внимаваме како оди нашата топка. Одиме сега малку со вртења околу труп, каде што можеме во некаде висина на колку да кажеме, да ја свртуваме топката, но можеме и ние да се вртиме во насока на вртење на топка, а можеме при ова свртување, да речеме за следниот час, да се вртиме во спротивна насока од вртење на топката ја вртиме во десно, а телото оди во лево. Малку координацијски предизвик, сега свртуваме и во друга страна, одиме сега во лева страна врти топката, но ние сме така во место. Потоа се вртиме во права страна која вртиме топка. И веќе во следниот час може да пробате топката да остане да се врти во лево, а вие да вртите во десно. Така малку е интересно за вежбање и сме се малку загрели. Одиме сега во став споен, но нозе малку ги свиткуваме и пробуваме да вртиме околу двете нозева заедно, да ја вртиме оваа топка со свиткани нозе околу колената и подколениците и можеме потоа со испружени нозе да пробуваме да вртиме околу зглобовите на стопалото во една насока. Малку од напред ќе покажеме, така, во првата вежба или друга насока и потоа одиме долу со испружени нозе до зглобовите. Сега малку да го сложниме, но веќе трупот ќе биде надолу, ќе ги загреваме и нозете и трупот, одиме со поширок кракче корен став, свиткани нозе во колена и вртиме во
десно, нели? Десно. Од лево кон десно, околу една нога. Сега од десно кон лево, другата нога. И потоа пробуваме обратна насока. И малку ќе пробаме и овде да вратиме во обратна насока и по некој замор малку ќе се подисправиме. Ќе одмориме. Ќе издишиме со топка, ќе се задржиме на неја, пак уште пак уште еднаш. И одиме сега. Правиме комбинации од движење, да кажем. Овде можеме сега, ако сме вртеле само околу една, да свртуваме како да опишуваме осмица околу двете нозе. Околу, од напред, од назад, но ќе свртиме сега и во обратен правец. И сега правиме влаги подшушнувања, че малку ги активираме нозете, ги загреваме на овој начин. Еве сега уште една вежба каде што ќе може да се раздвижите во вашата собичка, во вашиот простор. Одите еден исчекор напред со лева нога и свртувате два круга околу лева. Со десна, два круга околу десна. Со лева и напред, десна, круга, па лева, па десна, два круга. И сега оваа вежба може да ја направиме и на назад. Одиме на назад, свртуваме два круга. Пак со десна назад, свртуваме два круга. Пак со лева назад, два круга. Но сега би направиле и една комбинација каде што може да идеме. Еден исчекор, свртуваме, исчекор, протнуваме, исчекор, протнуваме, исчекор, протнуваме. Истото можеме и на назад. Еден, два, три, четири. Еве, ќе покажеме и странично како тоа изгледа. Исчекор, протнуваме, исчекор, протнуваме. Но ќе имаме и со движење назад и малку придонесуваме да се раздвижиме. Поред. Ајде сега да поминеме, бидејќи комбинираме овдека во загревање, даваме веќе вежби за координација, но не се нели класични вежби со трчање и скокање, каде што ќе има нели некоја глучавост во долу. Малку да протегнеме со рацете, одиме засук лево, пак во десно. Со две зибања може да се стегне убаво. Сега, топката. Ја отвараме во десно, фаќаме со две, па во лево. Одрачување, предрачување, па со едно одрачување. Значи, ако е помала топка, може да ја фати това, ако е поголема, слободно со задржување во стола, може да ја држите топката и да ги направите овие одрачување. Добре, истото може да направиме како на претходната вежба, овека и веќе да ги стегнеме и загрееме рацете. Добре, одиме сега во еден така со раце згрчени во предрачување, засоци во лево и засоци десно да ги желеме. Одиме со отклон во лево полека, внимателно, па во десно, па задржуваме. Еден, изишуваме, два, задржуваме, уште еднаш. И еве, веќе 6 пати сме направиле, а во втори час вие може да направите и 10, еве ние веќе и 8 покажуваме. Може сега со раце позади, од расчекваен став, топка позади, да се пушти напред и да се истекне во предклон, раце да се турна што повеќе, а може и горе топка во надрачување, па колку можеме повеќе во заклон. Еве една вежба, во меѓувреме, да не биде само истегнување, пробувате една вежба, да става топката на тил, на врат, и пробувате да ја пуштите и да ја фатите. Овдека се држи, овдека се фаќа. Ја држите, ја пуштате и веднаш долу ја прифатите. Доколку ова на некој му е лесно,
може да проба да изведе вежбата да ја држи топката, на пуштење да тапне напред со две раце и да ја фати. Но за тие кои што веќе ја надминале оваа вежба, значи ја пушта, тапка и ја фати. Ја пушта и ја, дори ми избега, ја пушта, тапка и ја фати. Еве малку за нели таа моторика, за координација, или еве сега вежба за затклон, за истегнување, но ќе вклучиме и вежба моторичка, односно вежба за координација. Одиме во затклон максимално, но на крај ја пушате топката и пробувате да топката полека во тапкање излезе напред помеѓу нозите. Појте во голем затклон и ја пуштаме и пробуваме да ни помине помеѓу нозите. Затклон и ја пуштаме да помине. Уште една шега добра. Пуштаме да помине, така нели сме се истегнали. Претходната вежба што ја правиме може сега да направиме во предклон, но да пробаме топката да пуштиме пред глава и да ја фатиме. Уште еднаш во предклон да ја пуштиме, и да ја фатиме овека напред. Може сега ќе тапне еднаш два пати, но помека топка од оваа моја, или со хартеви, ако е структуриран со хартевче, или поиздишано, нема да прави некоја бучавост во вашите домови. Во ред. Еве малку сега ќе ги вклучиме и нозете, па ќе пробаме со една подигната нога да свртуваме крупчиња околу подигнатата нога. Се во 8, но може и да вратиме во друга страна. 8 крупчиња, 8 свртувања, да, ајде сега на другата нога ги покажеме странично како изгледа тоа, почна. Одржуваме и равнотежа, имаме координација, овде малку снага, манипулативни вештини со рака, така да доста интересна вежба, и на надвор да видите. Уште еднаш. И сега, ако сакаме малку повеќе да внесеме динамика, да се раздвижиме, ова го правиме на место, најизменично десна, лева, десна, лева, од внатре, надвор, така, така, но може да ја правиме вежбата и во движење. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ако сакаме да биде уште поинтересно за вама, ќе ја направиме вежбата и на назад. Така, одлично. Сега, ова може да го направиме и обратно. Од топката од надвор кон внатре. Исто и во движење, така. Можете во првиот час со помало топче, во вториот час кога ќе пробате со поголемо, да имате можност за поголем број на вежби. Кој расчекорен став, одна да разчување, малку сега ги одмориме нозите, ќе издишиме ова вежба и ќе направиме истегнување. Значи малку одмор од динамиката во движење, издишуваме, што е најважно, и нели правиме истегнување. Може дока да искористиме за почушнување и со неа убаво да се попреме, значи ако ни е било или потешко со двете раце, топката да ни помага и уште на тоа додатно успеваме да балансираме. Така. Одлично. И еве ќе направиме уште некоја вежба за истегнување. Од нормален став со топка пред тело, одиме во исчекор и надрачување и топка позади глава. И ова веќе ни помага да ги истегнеме предната страна на надколеницата на ногата, и за задната страна ќе направиме истегнување и ја тркаваме топката полека, пробуваме колку можеме да ја пуштиме без да ги свиткаме колениците. Ако е тоа до над зглобовите, оставуваме 10 секунди па се спуштаме
под зглобови до стопалата. Ако ни е полесно и можеме, или може за средниот час да пробате, да бидете веќе на под со топка или да ја фатите и така натаму. Сега можеме ова да искористиме од овој споен став да направиме свртување или тркалање, валање на топката околу нозете, а може и на друга страна да изведеме валање на топката. Ова може да го направиме во расчекорен став, иако пред малку го работевме со топка во раци во воздух, сега може да го направиме тоа и со валање, тркалање на топка околу една нога во двете насоки, а на другата нога во двете насоки, па овдека, а може да опишуваме и осмици од напред кон назад, а осмицата може да биде обрна од назад да се видиме кон напред и обратно, или да правиме цело крупче околу ова, да правиме цело крупче околу трупот, околу нозете се извинувам, со движење со трупот и еве да дадеме уште некоја вежба, малку да се подисправиме, да речеме испружувате една рака, во овој случај моја лева, а со десна вкрстувате, ја од десната оди под лева и сега префрлате оп и да ја фатите пак во десна страна. Значи ја вкрстуваме оп и доаѓа пак на десно, си ја потврдаме назад кон десна страна. Оп, малку тешка вежба, сигурно, но со раката можете да започнете со мали движења, а потоа да ја оттежнете вежбата. Начин, така, и на спротивна страна исто, може, така, нема некој проблем да се надевам за работа во домот, но ќе биде интересно. Ќе дадем уште една видичка за со нога, одиме овдека малку да се раздвижиме, ја допираме топката, но не и даваме да се движи. А изменично мали подскоци, кои што може да бидат и напред-назад, но да речеме сакаме да избегнуваме бучавост дома, пречење во домот, ако некој има можност, може да ги изведе и еве полека за крај уште една за координација, така да кажеме, значи стоиме на една нога, во овој случај лева, а со десната одиме кон назад и ја вртиме кон напред околу лева. Истото ќе го направиме од напред, кон назад, да пробаме да направиме круг и потоа ќе промениме нога и ќе почнеме назад, напред, а може да го направиме и во обратна насока. Од напред, кон назад и сега може да движиме уште малку и полека да го вршиме часот. Значи во делот на загревање па и стегнување, овој час комбиниравме загревање и стегнување, моторичка вежба, да не биде класично само, бидејќи работиме со топка, да не ни биде монотонно на дел на загревање и напорен, па делот на стегнување, па делот на моторика. Ги мешавме вежбите за да можеме да континуирано ги одмараме и мускулатурата, и мозокот, и концентрацијата, цело време да ни биде во еден урамнотежена активност и урамнотежен одмор и со тоа да ни биде поефективно вежбање. А доколку ви имате некоја своја вежба дома, може да искористите да направите, да креирате своја вежба покрај овие зададени и да извежбате или сами или со вашите членови од семејство. Ви благодарам и се гледаме наредниот час. До гледање.